Послание до Ефесијаните, 4 глава, целата од почеток до крај, 1185. Да го чуеме Божиото Слово. Затоа ве молам, јас затвореник во Господа, да живеете достојно според звањето во кое сте повикани, со секаква понизност и кроткост, со трпеливост поднесувајќи се едни со други во љубов. Настојувајте да го запазите единството на духот во врската на мирот. Едно тело и еден дух, како што сте и вие повикани во една надеж на вашето звање. Еден Господ, една вера и едно крштевање. Еден Бог и Татко на сите, кој е над сите, и преку сите и во сите. А секому од нас му е дадена благодатта според мерката на Христовиот дар. Затоа се вели, издигајќи се на височина поведе робје, им даде дарови на луѓето. А се издигна, што значи друго, туку дека слегол во долните места на земјата. Тој кој слезе, тоа е оној истиот, кој се издигна над сите небеса за да исполни се. И тој даде едни за апостоли, а други за пророци, едни за евангелисти, а други за пастири и учители, за да се усовршат светите за делото на службата, за изградување на Христовото тело, додека сите не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст, за да не бидеме веќе деца кои ги лулее и ги носи секој ветар на науката, што со човечката измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Туку, говорејќи ја вестината во љубов, ние треба да растеме во се, кон Него, кој е глава, Христос. Од Него целото тело е поврзано и соединето во едно, на тој начин што секој дел дава подкрепа според една мерка на секој одделен дел. Тоа прави телото да расте за својата сопствена надградба во љубов. Ова го велам и сведочам во Господа, да не живеете веќе како што одат народите во суетата на својот ум, помрачени во својот разум, оттуѓени се од Божиот живот, заради незнаењето кое владее во нив, заради закоравеноста на нивното срце, откако го изгубија чувството, тие и се предадоа себе си на разузданоста, за да прават секаква нечистота во лакомост. А вие не го познавте така Христа. Ако сте чуле за Него, и ако сте во Него, поучени онака како што е вистината во Исуса, во однос на својот поранешен живот, вие треба да го соблечете од себе стариот човек, кој тлее заради измамливите страстни желби, и да се обновувате во духот на својот ум, и да се облечете во новиот човек, кој е создаден според Бога во правдата и светоста на вистината. Затоа, отфрлете ја лагата и зборувајте вистина, секој со својот ближен, зашто сме членови едни на други. Ако сте гневни, не грешете, сонцето да не зајде во вашиот гнев. И не давајте му место на ѓаволот, кој крадел да не краде веќе. Подобро е да се труди и да работи со своите раце она што е добро, за да може да му дава на оној кој има потреба. Никаков гнил збор да не излегува од вашата уста, туку само полезен за изградување, каде е потребно, за да им даде благодат на слушателите. И не жалостете го Светиот Дух Божи, со кој сте запечатени за денот на избавувањето. Секој огорчение и јарост и гнев и викање и хулење да бидат отстранети од вас со секаква злоба. Бидете еден кон друг добри, милостиви, проштевајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христа. Амин. Денеска, како што знаете, продолжуваме во серијалот на 10 Божи заповеди и дојдовме при крајот, 9-та Божја заповед. И го читавме овој текст, бидејќи 9-та заповед гласи: не ќе сведочиш лажно против твојот ближен, или во другиот превод, не сведочи лажно против својот ближен. И тука апостолот Павле во Ефесијаните изложува доктрини, учења за многу работи, и тука во 4-та глава сето тоа го применува. Почнува да зборува практично и лично.
И им вели во 25 стих: затоа отфрлете ја лагата и зборувајте вистина. А зошто? Бидејќи се обновивте во духот на својот ум и не припаѓате на тоа старо грешно тело, туку припаѓате на Исус Христос. И не сте како народите, туку сте свети и побожни. И лагата нема место во таков живот. Заповедта се наоѓа, како што знаете, во Излез 20 глава, 16 стих. Не ќе сведочиш лажно против твојот ближен. Кај нас е позната таа изрека на лагата кратки и се нозете. Таа изрека покажува голема длабочина. Не учи дека со лажењето не можеме да стигнеме далеку и ни покажува дека лажењето брзо се открива. Брзо се стасува преку вистината. Но ирскиот писател Джонатан Свифт, кој што е авторот на Гуливеровите патувања, напишал нешто што звучи контрадикторно и умешно рекол: лагата лета, а вистината ја следи куцајки. Лагата лета, а вистината ја следи куцајки или кривејки. И двете изјави, и нашата изрека на лагата кратки и се нозете, но и оваа изјава на Джонатан Свифт се точни, иако навидум изгледаат контрадикторни. Вистината секогаш победува над лагата, бидејќи вистината ја има таа сила да обелоденува, да направи светлина и да ја покаже лагата во своето вистинско светло. И затоа вистината секогаш победува над лагата. Но овој свет, и затоа е првата наша изрека точна, но овој свет сега е воден од сатаната. А како Исус го нарекува сатаната? Тој го нарекува таткото на лагата. Јаволот е таткото на лагата. И он него произлегува лажењето. Он него произлегуваат сите лажни изјави и измами кои што човештвото ги користи за подобрување на себе си и покажувајќи ја својата суета, возвишувајќи се себе си. И ѓаволот така дејствуваше и во почетокот. Ако се сеќаваме, Адам и Ева како паднаа во грев? Паднаа во грев преку искушението што го доведе сатаната во градината. И Ева беше запрашана: зар навистина така вели Бог? И тоа прашање е првата лага која што беше кажана на овој свет. Првата лага беше во форма на прашање, каде што се испитува веродостојноста на нашиот Бог. И Адам и Ева паднаа на тоа, не спремни за да се спротистават на тој грев, паднаа во гревот и оттаму се до денес и ние сме паднати во грев и овој свет е исполнет со лаги и лажни сведоштва. Оваа заповед најпрво зборува за сведочење лажно или кога треба да се брани некој човек, го браниме со лага. И тука Бог тоа го забранува. Забранува на суд или пред правото да се служиме со лага кога сведочиме за другите. И затоа ни се напомнува тука, предходните заповеди немаше
такво напомнување против твојот ближен, но тука се кажува дека лагата е, или сведочењето лажно е против нашиот ближен, против оној кој што е во наша близина, и тоа значи секој човек, неминовно дали е тука во ова место или надвор, секој човек е наш ближен, како што добро покажува Господ Исус Христос со параболата за самарјанинот. Сведочењето лажно понекогаш може да има некоја придобивка. Може би некој не подкупил за нешто да изнесеме во негова полза, а тоа е лага. И се користиме со нешто што не е вистина, за да добиеме нешто. Дали се финансии, дали некој углед, дали прифаќање од другите, се користиме со тоа сведочење лажно за таа придобивка, но секогаш таа придобивка е привремена. Привремена е, бидејќи овој свет во кој што живееме е привремен. И можеби нема да бидеме казнети на овој свет, но секако Бог го казнува оној што лаже и сведочи лажно за другиот. И ние кажано дека во законот Мојсеев, дека секој што сведочел лажно и го обвинува другиот, ако се открие дека тоа е лага, тој треба да ја сноси истата казна што сакал да ја препише на другиот. Но во денешно време лагата можеби не е казнива праведно, но Бог ја казнува во пеколот. Ние кажано во Откровение 21 глава дека лажливците нема да го наследат Божиото царство, туку ќе бидат фрлени во пеколот, во вечниот оган. И затоа да не се мамиме, да не се лажеме, никоја лага нема да истрае долго. И затоа на лагата кратки се нозете, бидејќи лажењето нема да ни донесе вечно добро и носи секогаш зло. И Бог во неговите пресвети очи не може да ја гледа лагата и да остане рамнодушен. А знаеме, бидејќи сме во Евангелието според Јован, дека нашиот Господ и Спасител Исус Христос беше обвинет лажно и мнозина сведочеа лажно поради желбата тој да се стиши, поради желбата тој да не владее над нив. Не можеа да го трпат и луѓето сведочеа лажно, го обвинија, дури и го убија нашиот Спасител во таа своја лага и измама. И затоа треба ние како верни на Господ Исус да се осврнеме и на оваа заповед и да погледнеме што Бог бара од нас и што Бог ни забранува оваа заповед, бидејќи не е само тоа судско сведочење што не треба да се користи лага, туку и во секојдневниот живот имаме потреба да живееме во вистината, бидејќи ни е кажано дека Бог е вистинит. И вистината е личност. Ни е кажано од Исус Христос дека јас сум патот, вистината и животот. Христос Исус, нашиот Господ, е вистината. И ако сме во Него, секогаш треба да ја говориме вистината, треба да ја имаме вистината на ум и да ја мразиме лагата. И затоа што ни е заповедано ако не да ја кажуваме вистината,
и да ја чуваме вистината постојано. Тоа е главното нешто што ја одржува цивилизацијата, вистината, бидејќи зборовите имаат голема сила. Секој збор може да наштети и да направи пустош во земјата. И затоа вистината е онаа која што може и треба да се користи за еден мир и една хармонија во едно општество. И кога ја кажуваме вистината постојано, не се плашиме, не се застрашуваме, бидејќи знаеме дека таа сама може да се брани. А ако ја кажуваме лагата мора да ја памтиме, за да не се сопниме самите себе и да спомниме нешто што е спротивно и на тоа што сме го кажале. И така, вистината, ако ја кажуваме вистината, тоа се бара од нас во оваа заповед. Тоа не ослободува нас, не ослободува и можеме слободно да живееме, бидејќи сме искрени. И живееме во вистината, која што секогаш се бара од нас. Се бара исто така да сведочиме вистините за другите. Да сакаме да го одбраниме угледот на другите, нивниот карактер, нивното достоинство, нивната чест во вистина. Не да сакаме да го возвишиме некој кој што направил нешто погрешно и ние со лага да сакаме да го одбраниме неговиот карактер. Не, туку се бара преку вистината да ја обелодениме лагата и така сведочејќи не му наштетуваме на оној кој што направил зло, туку баш напротив му даваме шанса да се покае, да ја признае својата вина и пред другите, но и пред Бог. Но Бог во оваа заповед бара од нас во тоа чување на чистотата на другите и на нас самите, да живееме свето, да живееме праведно и добро. Во нас самите, само по себе немаме добрина која што е угодна на Бог, освен она што Тој не ни го дал нас. Но секако треба да се стремиме кон тој свет живот од добрина и угледност, бидејќи знаеме и нема потреба од објаснување за тоа кој е угледен човек во општеството. Оној кој што живее честно, оној кој што живее праведно и добро во едно општество, тој е угледен човек. Иако во многу општества поради гревот многу луѓе живеат неугледно, ама се сметани за угледни личности, живеат спротивно на Божиот закон, а се возвишувани. И тоа е она што ние треба да го мразиме, да не го нарекуваме злото добро, а доброто зло. Во оваа заповед се бара во тоа одржување на таа чест и достоинство на другите, исто така да ги прикриваме слабостите на другите. Да не бидеме брзи да ги откриваме, дури насамо, да не ги откриваме слабостите на другите, туку, како што ни се кажува, љубовта прикрива многу гревови и покрива многу гревови, бидејќи слабостите сите ги имаме и не сакаме сите да ги знаат слабостите, и тоа е добро, не е лошо само по себе. И ние како луѓе кои што не сакаме на нас да ни се откриваат слабостите, не треба да сакаме да ги откриваме слабостите на другите. И најчесто тоа откривање на слабостите на другите е
злобно само по себе, бидејќи сакаме да го понижиме човекот, а не да го возвишиме и да ја зачуваме неговата чест и достоинство. Во 1 Петар 4 глава 8 стих ни се кажува: пред се имајте постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. 1 Петар 4:8. Љубовта покрива многу гревови. Имајте ја постојано таа љубов меѓу себе. Зошто? Бидејќи тоа е она што се бара од нас. Преку покривање на тие слабости на другите, ние ги истакнуваме добрините на другите. И тоа треба да го бараме и да го правиме. И затоа е добро да се познаваме меѓусебно и во тоа познавање меѓусебно да го бараме доброто во другиот и тоа да го возвишуваме. Не преку ласкање, ќе кажеме понатаму дека ласкањето е забрането, но преку оддавање на слава на Христос Исус, оној кој што работи во секој еден од нас. И со тоа истакнување на добрините на другите, се охрабруваме за уште поголема љубов. И затоа во една црква тоа треба да се гледа најмногу. Да нема меѓу нас расправи и откривање на слабостите, изборување за слабостите на другите, туку баш напротив, прикривање на слабостите, а воздигнување на оние работи кои што се добри и угодни на Бог, на оние работи кои што Бог ги вродил во нас. Но за тоа треба заедништво. Треба да се познаваме еден со друг, треба да знаеме кои се нашите слабости, во слабостите да си помагаме, а во силните страни кои што ги направил Бог во нас, да се поттикнуваме уште повеќе, за уште повеќе да му носиме слава на Бог, како едно тело во Христос Исус. И тука иде и тоа во прикривањето на слабостите, исто така да не слушаме клевети, оговарања и да не ги слушаме оние кои што сакаат да го извалкаат угледот на нашите ближни. Многу често како луѓе сме склони да сакаме да ги слушнеме сите оговарања, сите новости за некоја личност. Но се бара од нас противното, да го затнуваме нашето уво за тие нешта, да не сакаме да слушаме лошо за другиот, да не примаме лоши вести многу брзо, туку да ги испитуваме тие нешта, најпрво пред да ги примиме, а воедно и да не даваме место пред нас, во наше присуство, да се зборува лошо за друг. Бидејќи тоа го валка угледот, како што кажав на другиот. А ние треба да го чуваме угледот, треба да го воздигнуваме достоинството на другиот по оваа заповед. И псалмистот Давид и царот како цар пишува во Псалм 101 во 5 стих: кој го клевети скришно својот ближен, него ќе го погубам. Тука зборува како цар, тој е имал моќта тоа да го направи. Но и ние треба да бидеме со слично срце, да не сакаме пред нас да се слушаат клевети, да не слушаме клевети, а клеветата е зборување лага со цел да се извалка угледот на другите. Тоа е дефиницијата за клевет. Не треба да ги полниме нашите уши со такви нешта. Баш напротив, како Давид, треба да сакаме тоа да го сотираме и луѓето не да ги бркаме, но секако метафорично треба и тоа да го правиме, да ги отстрануваме од нашата средина, да сакаме да ни зборуваат за тоа. А ако немаат што друго да кажат, освен клевети и оговарања,
тогаш не треба да се дружиме со такви луѓе. Такви луѓе ни носат само зло, бидејќи се полниме со гнев и со неправеден гнев, тоа за другите. И затоа тие се нештата кои што Бог ги бара од нас. Најмногу од се, да ја сакаме вистината и да ја зборуваме вистината, да го сакаме доброто за другиот, да го зборуваме доброто за другиот и да го пофалуваме, праведно, онаму каде што треба, да го даваме нашиот пофалбен збор и да го поттурнуваме другиот да прави уште повеќе добро, а не спротивното. И затоа тоа ни е забрането во оваа заповед. Ако е вистината заповедана, да бараме вистината, да ја кажуваме вистината, да ја мислиме вистината, спротивното е забрането. Ни се забранува тоа лажење и извртување на вистината. И има многу начини на кои што се извртува вистината и се лажи. Има лажење кое што е чисто од омраза на другиот и желба да лажиме за негово зло. Тој да се сноси со нешто што не е добро за него и затоа се лажи за да се направи зло на друг. Но се лажи и поради желба да се одбрани некој. Се лажи исто така поради желба да се насмее некој. Но сето тоа е лажење и го спомнав како лажење намерно, бидејќи лажењето ни е забрането тука во оваа заповед. А ни е заповедано да ја кажуваме вистината. Не сакам да кажам дека не треба да има шеги меѓу нас. Треба. Хуморот е Божјо создание, Бог ни го дал за да живееме во овој тежок свет, да се охрабруваме преку хуморот, но не треба да биде на сметка на друг и со извртување на вистината. Никако. Току треба да биде добар и угоден на Бог. И сите наши зборови, дали одбрана на другиот, треба да биде во вистина. И тука не се бара секогаш, во секое време, на секој што не праша нешто, да му ја кажуваме вистината ако тој нема право да знае за нешто. Ако тој нема право да знае нешто што е наше таинствено, ние можеме да молчеме. Ама не смееме да се користиме со лага. Можеме да користиме работи како не сакам да ти кажам и нема да ти кажам, но не смееме да лажиме. И кога е нешто што е таинствено и не треба да биде споделено. И така можеме да го зачуваме угледот на другите. Но не смееме да лажиме во никој случај. Валкањето на името на нашиот ближен, а и на нас самите, ни е забрането во оваа заповед. И со тоа живењето разуздано, живењето по тој широк пат кој што води во пропаст, ни е забрането, бидејќи така си го валкаме нашиот углед и дозволуваме другите да гледаат лош пример во нас. Воедно не смееме да валкаме името на другиот, бидејќи со тоа, ако нечиј углед е извалкан, тој човек не е корисен во општеството. Ако некој е извалкан пред другите, луѓето не му веруваат, не сакаат да се доверат кон него, не сакаат да се дружат со тој човек, не сакаат
да имаат ништо со тој човек. И ако ние придонесеме за нечи углед да се извалка и тој да биде некорисен во едно општество, со тоа грешиме пред Бог. Бог сака ние да ги љубиме другите и во љубовта да ги возвишуваме, како што кажав, добрите нешта. И спомнав дека ласкањето е забрането. Кажав дека треба да сакаме да ги пофалуваме добрите нешта, но ласкањето најчесто е желба да се умилкуваме на некој за да добиеме ние некоја придобивка. Ласкањето е кажување, работи, возвеличување на некои карактеристики на некој човек со желба ние да се подобриме од неговиот поглед, да имаме подобро мислење од него за нас. Ласкањето, браќи и сестри, уништува. Ласкањето ја возгордева душата и гордата душа оди кон пропаст. Ние кажано во Изреки, 29 глава, 5 стих, човек кој му ласка на својот ближен, им простира мрежи на неговите стапки. 29 глава, 5 стих. Човек кој му ласка на својот ближен, им простира мрежи на неговите стапки. Ласкањето е уништување на другиот, бидејќи не му ја кажуваме вистината, не кажуваме нештото кој што треба да ги поправи, туку ги возвеличуваме лошите работи во неговиот живот и сакаме со тоа ние да си се воздигнеме во негови очи, а спротивното го правиме. Тој се спрепнува, се возгордева и оди во пропаст. Клеветењето е забрането исто така, како што кажав. Клеветењето не треба да слушаме некој да клевети друг пред нас, но ние не смееме да клеветиме исто така. Не смееме да ги оцрнуваме другите, зборувајќи лага за ближниот со цел да го уништиме неговиот карактер. Ние треба да сакаме да го правиме она што нас сакаме да ни го прават. Не сакаме да клеветат за нас и за нас, така и ние не треба да клеветиме за другите, бидејќи карактерот на човекот треба да го возвишуваме. Во Псалм 50, кој што е исто така месијански псалм, кој што зборува за како Исус беше предаден од Јуда Искариотски и зборува во овој псалм баш како слика за Јуда. Од 20 стих од Псалм 50 зборува: во друштво зборуваш против брата си и го клеветиш синот на својата мајка. Се тоа го правеше јас да молчам, зар мислиш дека јас сум сличен на тебе? Ќе те изобличам, ќе ти оставам сето тоа пред очи. Тоа го кажува Бог, дека не може да молчи пред клеветењето. И ние не треба да сакаме, како што се кажува, братот наш да го клеветиме, а брат наш може да биде секој ближен, како што кажав. Секој ближен треба да го имаме пред нашите очи како Божи образ и да сакаме најдоброто да му се случува, а не да го клеветиме пред другите. Оговарањето е слично нешто на клеветењето. Но оговарањето е желба да се зборува за другиот не во негово присуство. И тоа ни е забрането и не треба да биде во нас. Не треба да
имаме желба да ги кажуваме сите нешта што сме ги дознале за некоја личност, туку треба да бидеме пример пред другите, да не зборуваме за другите ако тие не се во наше присуство. И ако немаме да кажеме нешто во нивна пофалба. Ако немаме нешто да кажеме во нивна пофалба, забрането ни е да зборуваме нешто што кажуваме во нивна пропаст. Не смееме да зборуваме нешто што не ги пофалува пред другите, не ги возвишува. Туку тоа говорање е штетно и за нас, бидејќи, како што кажав, се огорчуваме, самите ние се огорчуваме со тие сите оговарања што се случуваат, а ние сме народ тука на оговарање, сме желни да знаеме за секој, а да не се знаеме себе си, да не знаеме што е во нашето срце и да сакаме да живееме за нас, туку многу често живееме за животот на другите. И тоа не треба да биде така во нашите животи. Во Јакововото послание, 4 глава, 11 стих, ни се кажува: не клеветете се еден друг, браќа. Кој го клевети својот брат или го суди својот брат, го клевети законот и го суди законот. А ако го судиш законот, не си извршител на законот, туку негов судија. Со тоа ни се покажува дека ние не треба да зборуваме за другите лошо, бидејќи така сакаме да се поставиме како нивни судија, а еден е судијата, а тоа е Господ Бог. Тој треба да има власт да суди и тој гледа се. Немаме потреба ние да ги клеветиме и да ги оговараме другите. И тоа сакам да ве охрабрам како црква да не се случува помеѓу нас. Баш ние овде да бидеме пример за зборување добро, меѓусебно, и кога некој не е во наше присуство, никогаш да не ја навредуваме таа личност, да не омаловажуваме, току да го воздигнуваме и така телото Христово расте. Бидејќи ако ние, кои што сме од истото тело, ако раката наштети на ногата, тоа е безумие. Тоа е нешто што не смее да биде. Не смее позади грб да се случуваат тие нешта, бидејќи се штети на целото тело. И раката пати ако ногата не боли. Не можеме да функционираме добро. И затоа треба да имаме таа севкупна слика дека ние сме едно тело. Не можеме да зборуваме зло пред другите за некој ближен што не е пред нас. Тоа не значи дека ние не треба да си ги посочуваме гревовите и слабостите. Треба, но треба да биде тоа таинствено, еден на еден. Најпрво, ако тој брат или сестра не се кае, тоа ни се кажува во Матеј 18 глава, дури тогаш треба да земеме сведоци кои што можат да бидат оние кои што ќе го вразумат братот или сестрата. Но никако да не мислиме дека некое дело, ако ние го видиме, треба сите да го видат, сите да го знаат, ако некој брат или сестра направил. Туку треба да сакаме во таинственост, понизно и кротко, да му пристапиме на братот или сестрата и така да се соочиме со гревот, бидејќи сите грешиме, сите имаме слабости и мани, но само така можат да се решат тие нешта, а не ако сите знаат и сите се информирани не од самата личност, туку од трета личност која нема добра намера за тој човек. И тука ни се поврзува со тоа дека забрането во оваа заповед не е лицемерството.
Лицемерството е покажување на две лица. Една слика пред другите, една пред некој ближни. Тоа не смее да биде. Ние треба да бидеме искрени, полни со интегритет, постојано живејќи исто. Не зборувам дека не треба со некои луѓе, природно е да имаме поблизок контакт, со некој не можеме, но пред сите луѓе треба да бидеме искрени и исто да се однесуваме. Истиот човек, иста желба. И тоа ни се осудува од самиот Исус, го осудува како ти, кој што имаш греда во своето око, сакаш да извадиш раската од туѓото око. Прво треба да гледаме на себе, да бидеме најсамокритични што можеме, за да бидеме добро за другите, за да бидеме критични во права мера за другите. Кога ние немаме греда во окото, тогаш единствено можеме да ја видиме раската. Но ако имаме голема греда во нашите очи, како тогаш можеме да забележиме нешто од туѓите очи? Не можеме. Исто така, кои се лицемерите кои што строго Исус ги опоменува? Тие се религиозните водачи во тоа време. Тие се фарисеите, книжниците. И тука зборувам и за нас кои што го зборуваме Словото, дека треба да живееме искрено и исто пред сите луѓе, бидејќи само така можеме да ги добиеме луѓето за Христос Исус. И ни се кажува во 23-та глава од Евангелието на Матеј, каде што ги предупредува фарисеите и книжниците, како ги нарекува. Од 27-миот и 28-миот стих им вели: горко вам, книжници, фарисеи, лицемери, оти приличите на варосани гробови, што однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистота. Така и вие, однадвор им се покажувате праведни на луѓето, а внатре сте полни со лицемерство и беззаконие. Ова не е само за водачите. Ова зборува за сите луѓе. Дали ти си една таква личност како варосан гроб? Варосаниот гроб надворешно е убав. Може да биде од убав мермер, убава плоча, но внатре што има? Гнилеш, само коски, мртвило. Не смееме ние да бидеме такви. Треба да имаме едно лице, каде што и надворешно, и внатрешно искрено го бараме Бог и искрено сакаме да му служиме. И браќи и сестри, вистината е отелотворена во Исус Христос. Како што кажав, тој сам вели: јас сум вистината. Тој е вистината, тој е личност. Вистината не е нешто апстрактно, туку е самиот Христос Исус. И само кај него можеме да најдеме длабока вистина и таму сме повикани да се вкорениме и таму да се промениме и да живееме угодно на него. И оној, како што читавме во Ефесијаните 4 глава, оној што го соблекол старото грешно тело и се облекол во Исус Христос, не смее да лаже. Не смее да излегува лага од нашите уста, бидејќи таа е спротивна на Божиот карактер. И Бог не може да лаже. Тоа ни е кажано во Тит 1 глава 2 стих, Евреите 6 глава 18 стих. Бог не може да лаже. Но ние можеме, но не смееме. Не смееме, бидејќи ние треба да наликуваме на Христос Исус. Ние треба да го сакаме она што е вистинито и така, само така, можеме да се најдеме во Неговото присуство. И како што се пееше во Псалм 24, кој може да се искачи на Господовата гора? Оној со
невини раце, со чисти раце, со невино срце, оној кој што не сведочи лажно. Тој може да се искачи Господовата гора. И сакам да го прочитаме за крај Псалм 15, 595 страна, Псалм 15. Овде зборува слично, како и во Псалм 24, но дава и некои подлабоки работи. Да го слушнеме. Давидов псалм. Господи, кој може да живее во Твојот чатор? Кој ќе се настани во Твојата света гора? Оној кој оди непорочно, кој твори правда и зборува вистина од своето срце, кој не клевети со својот јазик, кој не му прави зло на ближниот и не го срамоти својот сосед, кој го презира лукавиот, а ги почитува оние кои се бојат од Господа, кој се заколнува на своја штета, па не се одречува, кој не го дава своето сребро за добивка и не прима подкуп против невиниот. Кој постапува така, нема да се колеба никогаш. Читајќи го ова, можеби ќе си мислите, па никој не може да се настани во Господовата света гора. И е вистината. Според овие критериуми, ниту еден од нас тука не ги исполнува. Ниту еден од нас не ги исполнува во целост. И тука доаѓа таа вест дека ние сме паднати, ни треба некој што ги исполнил овие нешта. Ни треба Исус Христос. Тој е оној кој што се настани во Светата гора. Тој е оној кој што седна од десната страна на Бог Отецот. Тој е оној кој што посредува за нас и тој е оној кој што може да не воведе со него, бидејќи тој ни ја дава неговата праведност. Тој беше праведен, тој не сведочеше лажно, иако беше обвинуван, иако беше клеветен, тој никогаш не излажа, тој никогаш не кажа нешто што беше за зло на ближниот и никогаш не го посрамоти својот ближен. И можеби ти си уверен за нештото дека ти си го клеветил својот ближен, ти си му правил зло со својот јазик на својот ближен или си го срамотил својот сосед пред другиот. Има надеж во Христос Исус. Ако се поклониме пред Него, ако паднеме пред Него и бараме од Него да не води и да не чува по патот на вистината, само така можеме да појдеме во таа света гора, во Неговото присуство, каде што нема да има веќе лага, нема да има ништо од кое што ќе треба да се чуваме, бидејќи таму е вистинската светост и таму ќе имаме полнота на радост. Ќе гледаме вистината очи во очи. Кој не го сака тоа? Тој што не го сака тоа е безумен и тој што не го сака тоа живее во лага. А лагата пропаѓа. Има, како што реков, некоја придобивка, може да има некоја придобивка, но на крајот пропаѓа и казната за лагата е вечниот пекол. Но оние кои што веруваат во Исус Христос, имаме надеж и имаме поттик да не лажеме веќе, бидејќи го имаме Светиот Дух во нас. Треба и денес да се покаеме и да бараме од Бог, да сведочиме вистината, да живееме во вистината, да го бараме доброто на другиот и да се отстрануваме од злото и од она што штети на другиот. Амин. Да го бараме Бог во молитва. Господи Боже наш, Свет Татко, Цару над царевите, Господару над господарите, Ти си вистината, во Тебе престојува сета вистина.
Твоето слово е вистина. И бараме од Тебе, Ти да не осветиш во Твоето слово. Ова што го чувме ова утро, да биде делотворно во нашите срца, да бидеме променети и да нема лага во нашиот живот, туку да живееме искрено и вистинито и да Ти оддаваме на Тебе слава со секој наш збор, со секое наше дело. Те молиме, Господи, да не измамуваме, туку да живееме честно пред секој човек. Те молиме, чувај не и пази не, да Ти оддаваме на Тебе слава и да се изградуваме еден со друг, да не го бараме злото на другите, туку да сакаме да им правиме добро и да зборуваме добро за секој човек. И посебно се молиме, Ти чувај оваа црква, сите кои што си не собрал во името Христово, да бидеме свети и праведни и да се изградуваме едни со други, да си служиме едни на други и да се понизуваме, секој себе си да се смета за понизок од другиот и така да си служиме во понизност и светост, покорност на Твоето слово. Но се молиме, Господи, за светот надвор. Светот живее во лага, светот живее во незнаење за вистината. Те молиме, Ти зборувај преку нас, употреби не во животите на другите, употреби не во животите на овој народ што е околу нас, да ја сведочиме вистината и таа вистина да е да обелоденува во нивните животи се што е лажно и така да доаѓаат и тие до Тебе, да Те познаваат Тебе и да живеат за Тебе. Те молиме, Господи, во сите мрачни работи кои што се случуваат во оваа наша држава, Ти донеси ја Твојата вистина и дај промена во ова општество, промена во сите тие суеверија кои што се лажни и дај вистината да победува над се, дај да донесува голема пробуда во ова општество и Те молиме, Господи, за властите кои што живеат во лага и кои што зборуваат лага. Ти да ги промениш, да ги понизиш, да го целуваат синот и да се покорат на Твојата волја и да бараат Твојата волја во Твоето слово и да служат на Тебе и да служат на народот кој што им си го доверил праведно и чисто пред Твоето лице. Се оставам во Твои раце и ова недела Ти чувај не во светоста, во праведноста, а и пред нас сите обврски работи што ги имаме, Ти давај ни сила да ги извршуваме во вистина и во праведност. Поради Христос Исус, во Негово име се молиме. Амин.